Одвај 3 од планираните 10 пакети ќе бидат собрани во хуманитарната акција Нахрани 10.000 во Струмица, доколку продолжи овој тренд до 19 часот. Од организацијата велат дека се изненадени од слабиот одзив на струмичани, кои пак се познати по својата хуманост. Најслаб бил одзивот кај Техничкото училиште, на штандовите на градскиот плоштад и кај главната пошта ситуацијата била малку поповолна. Заедно со волонтерите од Црвениот крст ги поставивме штандовите и тендите, каде што граѓаните можат да донират. Првиот пункт каде што се наоѓаме на градскиот плоштад, многу слаб одзив, морам да кажам. Единствено донација има кај Маркет Здравец што е на поштата, а дури на третата локација што е кај Техничкото училиште нема никаква донација до сега. Навистина сме изненадени затоа што струмичани од секогаш се покажале со големо срце. Верувам дека до крајот на денот до 19 часот, за тоа што е работен ден, ќе има одзив и ќе се собере храна која што подоцна ќе донираме на семејство од социјален ризик. Според планираното, хуманитарната акција треба да се одржува секој месец. Од Сдруженијето Вера очекуваат наредните акции да има поголем интерес, а собраните средства ќе бидат доделени на социјално загрозените семејства. Се надевам дека за прв пат што и да се собере ќе биде од големо значење и за семејствата и за нас како старт на една акција за која што имаме најави дека ќе продолжи секој месец да се одвива и тоа не само во 10 градови во Македонија, во многу повеќе градови. Да, и за крај да потсетиме на каде ќе завршат сите овие донирани артикли. Значи донираните артикли со храна која што е конзервирана или со подолготраен рок ќе бидат распределени во пакети кои што за 2-3 дена ќе ги доставиме до семејствата за кои што мислиме дека имаат потреба од тоа, затоа што знаеме дека многу семејства, освен од еден оброк, не можат ни да си дозволат повеќе во текот на денот. Акцијата Нахрани 10.000 е во организација на мрежата Сите Сити, која е дел од граѓанската иницијатива Мрдни со прст, а денеска се спроведуваше во 10 градови од земјава.